Повеќе пари за пензии и плати во јавниот сектор носи новиот буџет, како и зголемување на капиталните инвестиции, вели министерката Кочовска-Димитриевска, која најавува и над 40 милиарди денари за инфраструктура, енергетика, железница, земјоделие, образование и здравство, со фокус на коридорите, енергетските капацитети и нови производствени погони. Денеска започна расправата за новиот буџет која ќе трае 5 дена, за истиот да се донесе до крајот на годинава. Според министерката, дополнетиот предлог буџет е економска порака за стабилност, доверба и развој. Со прифатените амандмани се обезбедува средства за кадровско зајакнување на оперативно-техничката агенција, реконструкција и проширување на надпатникот на патниот правец Штип-Чардаклија, отварање 3 психосоцијални центри за млади, опремување на службите за итна помош со комплети за прва помош и кислородни боци, реконструкција и внатрешно уредување на спортската сала во основното училиште Гоце Делчев во Гостивар. Дополнително, Министерството предложи пренамена на средства со цел поддршка на приоритетни политики, меѓу кои развој на локалната самоуправа, изборните процеси, активности на диаспората, земјоделскиот попис и финализирање на проекти под владата. Но дел од економските експерти и опозицијата предупредуваат дека буџетот за 2026 тежок над 6,7 милиарди евра се потпира на амбициозни очекувања за приходи и дека постои ризик од ново задолжување со оглед на сервисирањето на постојаниот долг, вклучително и еврообврзницата. Опозицијата критикува дека буџетот не се грижи за граѓаните, намалени се неколку социјални ставки. Планираните приходи од 374,9 милиарди денари, расходите 414,2 милиарди и дефицитот 39,2 милиарди или 3,5% од бруто домашен производ. Иако правилото е дефинирано на максимум 3%. И затоа денеска слушнавме и ќе слушнеме дека се работи за само половина процентен поен. 2025 јавниот долг има достигнато 9,7 милиарди евра. Тоа е според Министерството за финансии, значи 57,6% од БДП, но они го сметаат без достасани ненаплатени поборувања на јавните предпријатија, за кои што имаат критика и од Фискалниот совет и Европската комисија. Тие средства изнесуваат околу 700 милиони евра. Ако тие средства ги додадеме на и пробуваме да го пресметаме јавниот долг доаѓа до 62% од бруто домашниот производ. Во буџетот за наредната година вкупните приходи се проектирани на 6,1 милиарда евра, а расходите на 6,7 милиарди евра. Буџетски дефицит е планиран на 638 милиони евра или 3,5% од планираниот БДП. За капитални инвестиции проектирани се 658 милиони евра. Се очекува раст на БДП од 3,8%, а инфлација од 2,5%.